Јас сум доктор Зоран, ветеринарен лекар. Мојот таргет се домашните миленици, кучиња, мачки и екзотични птици. Самиот поим домашен миленик значи дека тоа животинче сите своји животни процеси ги обавува во нашиот дом заедно со нас како да е член од нашето семејство. Некои велат дека мојот миленик го чувствувам како мое дете. Ова значи дека се што ни треба на нас, му треба и на нашиот миленик. Здрава храна, чиста и свежа вода, посебен дел од нашиот дом каде преноќува, редовно одржување на крзното, здравствена заштита од некој ветеринар, како што сум јас на пример, и се разбира многу љубов од својот господар. Ако овие елементи му ги овозможиме на нашето куче или мача, тогаш тие нам ќе ни вратат многу повеќе. Ќе се радуваат на нас кога ќе не видат, а вашето куче ќе биде со вас и кога сте надвор, кога се шетате. Колку значи да имате некој со вас кој ве сака и да трча по вас? Сигурно многу. Сето ова ќе ве направи посреќни и ќе ја оплемени вашата душа. Иако по вокација сум доктор по ветеринарна медицина, сепак ќе кажам дека здравието не доаѓа од докторот. Здравието е благосостојба која треба да му ја дадете на вашиот миленик. Овозможете му ја таа благосостојба на вашето куче или маче. Трудете се да има добри животни услови кои веќе ги напоменав погоре. Така, вашиот миленик ќе биде поздрав и нема да ви требаат многу инекции, таблети и какви не тешки лекови за да биде здрав. Сите овие фармацевски препарати точно е дека помагаат, но прават и многу проблеми. Затоа треба да се користат кога навистина има потреба. Многу е подобро да се биде здрав без лекови или со што е можно помалку лекови. Изборот може да биде лек со некоја дадена консултација. Колку помалку лекови, толку поздрави ќе бидат вашите миленици. Користете ги советите од вашиот ветеринар. Таму се кријат одговорите на многу проблеми кои ги има вашиот миленик. Не чекајте секогаш инекција или таблета. Одвикнете се од таков начин на давање здравје. Лековите треба да се користат во крајна нужда, кога навистина е потребно, а во најмали количини и најмалку лекови одеднаш да се дадат. Значи, ако вашиот миленик дојде кај мене, јас нема одма да земам шприцови, игли, инекции и какви не тешки лекови за да му дадам здравје. Јас ќе ве сослушам прво вас, како собственик, ќе го прегледам вашето куче или маче и ќе се потрудам со совет да го разрешам проблемот кај вашиот миленик. Ви благодарам што ме поддржувате, а ако сакате уште некое вакво слично видео со корисни совети, оставете ја вашата електронска пошта на оваа страна.